интензивна кампања за измама на граѓаните и наплата од платежни картички. Оваа кампања се разликува од претходните. Наседнаа граѓани беа измамени, но најважното, како да препознаеме, како да изреагираме, како да се заштитиме, со експертот по сајбер безбедност Божидар Спировски разговара. Добро утро. Добро утро. Кажав дека оваа кампања се разликува од претходните, останатите. По што се разликува? Каква беше оваа кампања која што се уште е активна? Се уште е активна, да. Најпрво, значи, краток вовед за гледачите. Од 11 октомври започна една кампања на измама, буквално кампања. Нема специфична група на луѓе кои се таргетирани, на цела популација се испраќа преку SMS пораки. Порака која вели вашата пратка ќе биде вратена или треба да платите некаква царина за вашата пратка да не биде вратена. Во таа порака има линк која што води до некаква страна која изгледа како да е од Македонски пошти или UPS или Cargo Express, некоја од сервисите за достава на пратки. И бара да се плати тривијална сума на пари. 17 денари или евро, 10, нешто така. Луѓе плаќаат, односно ја внесуваат бројот на својата картичка, тие физички ништо не плаќаат. Туку веројатно што очекуваат пратка, па им се поклопува информацијата, можеби? Интересно, имаше и луѓе кои што не очекуваа пратка, но беа доволно љубопитни да кажат дај да видам што ќе се случи. И сами се ставија во незгодна позиција. Веднаш по внесувањето на бројот на кредитната картичка или предплатежната картичка, некој автомат некаде во светот плаќа со таа картичка на некој сервис и понатака тие пари веќе се оттидени. Зборуваме за големи суми на пари, 700 до 900 долари по картичка се обидите да се наплатат. пораката? Така, ова е една од пораките. Да, една од пораките, да. И линк кој води до нешто што личи на UPS, но ако гледачите се концентрираат на линкот горе текстот, нема врска со UPS, и го бара сето ова како бројки да се внесе, броеви, картички, адреси и така натака. Веднаш се обидува да наплати огромни суми на пари. Она што се обидовме неколку пати, познавам и луѓе дури кои што внеле вистински број на картичка, како што кажав, да видат што ќе се случи, иако имале некој превентивен момент да не внесат доволно средства на картичката, сепак таа картичка сега е изгорена, бидејќи нејзиниот број, нејзините податоци се шират по интернет, некој ги препродава. И тие луѓе од шега и смеа сега ќе мора да одат во банка и да си ја пријават картичката и да си платат за нова картичка. Тоа е минимум штетата што може да се случи. Секако другите кои што внеле вистинска картичка со вистинска сума на нејзе, сега се посиромашни за 700 до 900 долари. Добро, свесно или несвесно не знаеме, започна на работен ден, може би бараме ние сега некој оправдание за да не можат граѓаните да се јавуваат, да пријавуваат и така натаму. Иако онлайн службите си работат. Кого таргетираше оваа кампања? Како што кажав, најширока до сега. Значи, сме имале многу вакви кампањи. Имаше пред година и пол точно кампања која што имперсонираше Македонска пошта. Многу слично. Но беше многу таргетирана на мал број на телефонски броеви или одеше преку Facebook по некој профил. Овој пат буквално беа бланкето, онака покриени сите можни телефонски броеви на кои што може да се добие. Имаше луѓе кои ја добијат пораката по 2, по 3 пати. Буквално, едноставно, кампања на бомбардирање. Претпоставувам дека со толку инвестирана кампања не е само Македонија во прашање. Истовремено се случува и во многу други држави, бидејќи инвестицијата да се постави овој систем за измама еднаш е многу мал. Зашто да не се искористи за поголема група на луѓе отколку Македонија? Македонија е многу мал пазар реално за ваква измама. Добро, спомнувате неколку пати голем број на телефонски броеви. Добро, како ги добиваат телефонските броеви? Ве се и тука малку да размислиме. Тука интересно влезе во една шпекулација голем дел од популацијата дека се истечени од институција А, институција Б, се предмет од претходни инциденти кои се случувале и така натака. Добро. Да појаснам за сите, немаме поим. Ни ние, ни луѓето што шпекулираат. Не може да се открие тоа? Не може да се открие, затоа што, еве ќе дадам едноставен пример. Сите наши телефонски броеви се префикс и 6 цифри. Колку е тешко да се направи бројач кој што инкрементално ќе зголемува за 1 и ќе врти од 0000 од 6 нули до 6 деветки. Едноставно бомбардирајќи ги сите примачи, а при тоа немајќи ниту еден вистински валиден број испумпан од никаде. Дали тоа е начинот на нападот или начинот е сепак
посистематски истечени податоци. Имаме многу бази на податоци во Македонија. Што во државни институции, што во приватни компании, што во маркетинг агенции, што во Топшоп. Изберете, политички партии, на сите страни има бази на податоци. Контрапродуктивно е да шпекулираме од каде дошле податоците. Броевите се таргетирани како броеви, не се имења и презимења. Добро, граѓанинот што ќе наседне, што се случува, кажавте, пребрзо се земаат, па што се случува? Наседнува. Оди на сајтот. Човекот влегува на сајт, внесува информации и интересно сајтовите ги бараат и личните податоци. Име, презиме, адреса, значи еден комплетен пакет аранжман на податоци. Добро. Со се бројот на картичка, сите податоци за картичката. Внесува тоа, сајтот има едно саатче кој што врти и вели се процесира. Во меѓувреме, зависно со тоа дали картичката е вистинска, дали има доволно средства, има некакви заштити или нема, се испумпуваат, веднаш се случува плаќање. Детектиравме плаќање на сајт кој што е сличен на Airbnb, на оние за резервација на соби. Ови беше азиски сајт. Кој што се случи тоа, беше наплатено во сингапурски долари. Човекот кој што ќе го види ова, нормално ќе се исплаши, ќе се обиде нешто да направи, но чисто да им дадам малку повеќе слика на нашите гледачи, дури во тој момент да се обидете нешто да направите. Можете да пријавите измама во вашата банка. Во зависност од тоа како процесира банката, можеби ќе може да ги запре парите, но постои голема шанса да парите веќе отишле, биле наплатени и банката ќе ви каже морате да одите да си ги барате парите таму каде што се наплатени на тој сајт. Тој сајт не знае за вас, бидејќи тој што купил со вашата картичка е некој сосема трет. Сајтот ќе рече извинете, јас не ве познавам кои сте вие, некој друг ја употреби оваа валидна картичка за која има полно право бидејќи ги има сите податоци. Тоа што вие сте му ја дале е ваш проблем. И понатака одете во банката, можеби која што ги процесирала, понатака која веројатно во Сингапур, бидејќи е наплатено во сингапурски долари, да си ја барате правдата. Сега замислете отпорот на јазичната и културната бариера додека македонски граѓанин успее да се разбере со сингапурска банка, колку време ќе помине, тие пари се отидени. Готово. И ако успее да се разбере, сагата како завршува според праксата? Завршува со минус 700 до 900 долари, најчесто со луѓе кои што се многу ненервирани и лути затоа што наседнале и одат да си ја сменат картичката, е да на многу непријатна ситуација, која што апелирам да не се повторува во нашава држава, е стигматизација. Односно да се зборува за други луѓе ги критикуваат тие кои што наседнале. Дека се глупи, наивни, ред погрдни зборови. Како си можел и така? Многу непријатно, многу погрешно. Зошто? Затоа што овој тип на напад, би сакал да се задржам малку на тоа, е направен да предизвика емотивна реакција кај човекот. Да направи брза реакција кај човекот. Како што можеби прочитаа веќе нашите гледачи, пишуваше ќе биде вратена пратката. Што значи нешто е стасено само што не си отишло. Прва реакција, леле, чекај, немој да ми отиде пратката. Тоа е брза реакција. Пораката на социјален инженеринг, на ваквите измами, секогаш содржи фактор на брзина, фактор на итност. Дали тоа ќе биде брзо да не ми биде вратена пратката, или ќе биде шефот ве бара, или ќе биде добивте награда од 10 милиони денари или евра, морате веднаш да реагирате за да ја добиете, или најубавата девојка или дечко во светот ви се јавуваат и мора веднаш да се јавите за да стапите во контакт со него. Сите тие предизвикуваат некаква итност, бараат итност. Човек кога е под притисок на итност не размислува многу и тоа е целта. Ако му се даде време на човекот да размисли, нормално ќе рече чекај, имам ли јас пратка? Чекај да видам кој е овој сајт, дали навистина јас треба од пошта да ја добиам пратката или може од Карго Експрес и така натака. Колку повеќе време имаме да мислиме, помала е шансата да се погоди. Затоа итноста е важна, да се вратам на луѓето што стигматизираат, апел до сите или порака до сите ќе кликнете на нешто. Сите ние, вклучително и јас, има тригер на кој што некој ќе го најде, на кој што би кликнал, со кој што би бил измамен. Така да некој Ајде, како да се заштитиме? Некој да биде стигматизиран безкорисно. Како да се заштитиме? Прво, ако не очекувате порака, ако не очекувате пратка, ваквото нешто кое ќе го добиете, секако размислете, немојте веднаш да реагирате. Оставете го 5 минути, едноставно размислете дали итноста е потребна.
Прво, дали треба јас да го добием ова, дали кај мене предизвикува емотивна реакција на итност, ако предизвикува, веројатно е сомнително. Второ, ако кликнете на сајтот и проверете го сајтот дали на вистина горе пишува Македонска пошта или УПС, а не пишува некаква долга реченица што нема врска со тоа. Втор фактор, но веќе сте делумно измамени, уште не ви се украдени парите, ама веќе сте отишле. Ако успорите и размислите дека дали ова на вистина вистинско и се консултирате со уште еден човек покрај вас, дали ова ти личи на вистинско, веројатно не, многу е помала шансата. Една работа која би сакал исто како трета работа да ја апелирам во овој тип на напад, ако видите нешто, кажете нешто. Ако видите ваква порака, споделете скриншот на социјални медиуми до сите што ги знаете и апелирајте да се прошири разговорот. Зошто е ова многу важно? Кај SMS типот на напад нема централен систем што не брани. На социјални медиуми некој ќе пријави, социјалниот медиум ќе блокира, готово. Кај SMS пораката е број до број. Нема централен систем кој што ќе не заштити. И затоа мораме сите ние да бидеме очите и ушите на инцидентот и да кажеме, реагирајте луѓе, немојте да наседнете на оваа порака. Од четвртокот почнавме со активна кампања, безброј пати беше споделена информацијата, луѓе почнаа само да даваат информации, еве и кај мене стаса, еве и кај мене стаса, само се градеше информацијата. Разговаравме и овдека во студиото дека луѓе на луѓе кажуваат немој да кликаш. Така се проширува, така се менаџира ваквиот тип на инцидент кој што нема централно место за заштита. Божидар, благодарам. Благодарам за гостувањето.